Нема никакви промени ниту во бројот, ниту во струките што ги нудат двете средни училишта од Кочани во поглед на плановите за запишување нови ученици во предстојната учебна година што ќе започне на есен. Без разлика што во државата, па и кај нас, со години се регистрира тренд на намалување на новозапишаните средношколци и во наредниот период бројот на паралелки нема да се менува. Со таков предлог план училиштата излегува пред Советот на општината, барајќи согласност и поддршка за негова реализација. Сепак, меѓу советниците имаше дилема дали планирањата се реални. Дали политика на училиштата би била да ги задржи сите ученици кои што тука ќе го завршат основното училиште, или имате амбиции да привлечете и ученици кои што своето основно образование го завршуваат и во другите соседни општини, па со некои атрактивни мерки би ги привлеке таквите ученици се со цел да дојдат и да се образуваат во нашата општина. Освен можностите за привлекување нови ученици, на седницата на Советот се наметна и прашањето за трошоците за превоз на учениците од другите општини, кои се школуваат кај нас. Дали Министерството за образование и наука, после одобрувањето на овие планови и запишувањето на учениците во септември месец, прави промена на блок дотациите во поглед на превозот. Затоа што не е исто ако блок дотациите се фиксни, а се запишат 20 ученика од другите општини или се запишат 50 ученика од другите општини. Значи, самото тоа го оптеретува буџетот на општина Кочани. Затоа што, според законот, барем ако не грешам, ако не нека ме оспорат директорите, всушност превозот на учениците го плаќаат самите училишта, односно општините каде што припаѓаат. Директорот на Средното општинско училиште Гошо Викентиев рече дека тие имаат околу 120 ученици од другите општини, при што најмногу 86 од Македонска Каменица, а другите од Берово, Делчево, Виница и останатите општини. И за сите нив бесплатниот превоз е на трошок на училиштето. До сега не сум, од мене не е побарано податоци за тоа колку ученици се, колку ќе се зголеме блок дотацијата за превоз, и мислам дека тоа навистина е еден од проблемите. Не знам како е регулирано, до сега сите трошоци се на училиштето, значи на општина Кочани, дали би требало општина Каменица, каде што имаме највеќе да преземе дел од тие трошоци, до сега останува така, значи сите трошоци се на општина Кочани. Значи водиме со 20 паралелки, со 12 паралелки во конкурсот, меѓутоа според бројот на ученици запишуваме неколку години 10 паралелки. И веде директорот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ја поддржа дискусијата на својот колега Сребренов, дека мора да се бара решение за трошоците за превоз на учениците од другите општини, потенцирајќи дека и до година Кочанската гимназија планира да запише ист број ученици како и досега. И мислам дека ова треба да се разгледа на ниво на министерство, а не на ниво на општината. Ние ништо не можеме да направиме. Ние планираме да запишеме и оваа година 8 паралелки. Во однос на тоа, еве случајно, утро се случнав со колега од Демир Хисар, погрешен број ми пратиле по мејл од министерството. Се вознемили кога му кажа дека имаме просек 22 ученика. Рече кај нас по 8, по 10. Значи, сепак во однос на другите училишта, кај нас бројот на ученици е задржан. Имаме некаде околу 680 ученици. Мислам дека и оваа година ќе го задржиме трендот, имиджот кој што го гради гимназијата 50 или неколку години, така што ќе ја запишеме како и минатата учебна година 8 паралелки. 4 во економска струка, 4 во гимназијска. Во однос на атрактивноста на струките за кои се образуваат учениците, на седницата беше речено дека не е едноставно ниту пак потребно нивно брзо менување секоја година-две, и од практичен аспект, поради наставниот кадар и од аспект на потребите на пазарот на труд. Во гимназијата се планирало да се воведе и угостителска насока, но согласност за тоа мора да даде и ресорното министерство. На крајот, со 18 гласови за, предлог плановите за запишување нови ученици во средните училишта добија поддршка од Советот.